Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате петтиот дел од книгата Одбрани ајети од чесниот Куран. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Одлика и карактер на верникот. Чесниот Куран ја објаснува потребата за верувањето во Бога и го свртува вниманието на доказите за неговото постоење. Тој истакнува дека Бог го праќал својот пратеник со посредство на објавата. Ако Бог престанеше да ги манифестира своите атрибути преку пратениците и следбениците, цврстата вера во постоењето на Бог ќе исчезнеше. Затоа, потребно е, се додека човештвото продолжува да постои, Божјата објава се спушта на некои од нив. Навистина, верниците успеаа, оние кои во своите намази се понизни, и кои од бесмисленото се чуваат, и кои се исправни во плаќањето на зекат, и кои ги чуваат срамните места своји. Освен од жените своји или од оние кои ги поседуваат нивните десни раце, тие за тоа нема да бидат виновни. А оние кои бараат надвор од тоа, престапници се, и кои внимаваат на своите аманети и своите обврски, и кои се чувари на намазите своји, тие се наследници се на дженнетот, тие во него вечно ќе останат. А робовите на милостивиот се оние кои скромно по земјата одат и кога незнајковците ки им се обратат, велат во одговор селам. И тие ноќите ги поминуваат падајки на сеџда пред Господарот свој, истоејки. И тие зборуваат: Господару наш, оддалечине од казната джехеннемска. Навистина, неговата казна е неизбежна. Навистина, ова е многу грдо за напривремените за престој траен. И оние кои, кога трошат, не се расипници ни скржави, туку остануваат помеѓу. И оние кои не повикуваат друг Бог освен Аллах, ниту неправедно одземаат живот, кој Аллах го забранил, ниту прават блуд, а оној кој така прави, ќе има казна за грев. За него ќе биде зголемена казната на судниот ден, и тој во неа долго ќе пребива, понижен. Освен оние кои ќе се покаат и веруваат и прават добри дела, тоа се оние на кои Аллах ќе ги промени нивните зли дела во добри, а Аллах најмногу простува и милостив е. И оној кој се покае и прави добри дела, тоа е оној кој се свртел кон Аллах со покаяние. И оние кои не сведочат лажно, и кога поминуваат покрај нешто безсмислено, поминуваат достоинствено. И оние кои, кога ќе ги предупредат за ајетите на Господарот нивни, не остануваат ни глуви, ни слепи. И оние кои говорат: О Господару наш, подари ни во нашите брачни другари и деца радост во очите наши и направи не водачи на богобојазливите. Такви се оние кои ќе бидат наградени како воздигнати личности, затоа што биле трпеливи, и тие во него ќе бидат примени со добре дојде и селам. Во него, дженнет, вечно ќе живеат. Убаво е тоа и како привремено пребивалиште, и како трајно пребивалиште. Ти кажи: ако ги нема довите ваши, Господарот мој не ќе се грижеше за вас. Вие него навистина го одбивте, и казната сигурно ќе биде неизбежна. Навистина, на оние кои велат: нашиот Господар е Аллах, и потоа останат истрајни, постојано им се спуштаат мелеките, говорејки: не плашете се и не жалостете се, и радувајте му се на дженнетот, кој ви е ветен.
Ние сме ваши пријатели во овој живот и на ахирет. Вие во него ќе имате се што ќе посакаат душите ваши, и во него ќе имате се што ќе побарате, како гостопринство од оној кој многу опростува, милостивиот. Еднакви права за мажи и жени. Пред доаѓањето на исламот, жените како класа не уживале никакви со закон пропишани права. Исламот е единствена религија која втемелила совршен збир на правила, давајќи им полна заштита на жените, чинејќи ги рамноправни со мажите, и во духовната и во религиската сфера на животот, давајќи им независна положба, поклонувајќи им право на собственост и нивните одговорности и права исламот ги направил со делото на Божиот закон. Оној кој прави добро дело, било да е маж или жена, ако е верник, ние ќе го оживееме во форма на чист живот и ние на нив сигурно ќе им дадеме награда според нивните најдобри дела кои ги правеа. А кој прави добри дела, било машко или женско, а верник е, ќе влезе во дженнетот и нив нема да им биде нанесена неправда, ниту колку голушка од урма. Навистина, на муслиманите и на муслиманките, и на верниците и на верничките, и на покорните мажи и покорните жени, и искрените мажи и искрените жени, и трпеливите мажи и трпеливите жени, и понизните мажи и понизните жени, и на мажите кои даваат милостина, и на жените кои даваат милостина, и на мажите кои постат, и на жените кои постат, и на мажите кои ги чуваат своите срамни места, и на жените кои ги чуваат своите срамни места, и на мажите кои многу го спомнуваат Аллах, и на жените кои многу го спомнуваат Аллах. За сите нив им подготви проштевање и возвишени награди. Кој ќе направи зло, ќе биде казнет според тоа, кој и да направи добро, било маж или жена, а верник е, ќе влезе во дженнетот и во него ќе биде обезбеден, без сметка. А разведените жени нека чекаат да им поминат 3 прајња и не им е дозволено да го кријат она што го создаде Аллах во утробите нивни, ако веруваат во Аллах и во судниот ден, а нивните мажи имаат најголемо право да ги земат назад ако сакаат да се вратат. И тие жени имаат право над мажите, како што тие мажи имаат над нив, инаку мажите имаат еден вид на предност над нив. Аллах е моќен мудар. За развод на бракот врзани се 2 работи, потоа после тоа или задржете ги на убав начин или на убав начин разведете се. И не ви е дозволено да земете било што од она што веќе им го на жени дадовте, освен ако се плашите дека не можете да се држите до Божите граници. Исто така, ако и двата се плашат дека нема да можат да се држат до Божите граници, тогаш и двајцата нема да имаат грев во оној имот, за кој таа ќе одлучи да го даде во корист на маж за решавање на овој проблем. Ова се Аллаховите граници, затоа не пречекорувајте ги, а кој ги пречекорува Аллаховите граници, тоа се луѓе силници. Забрана на каматите. Зборот кој во чесниот Куран е употребен во врска со каматата е риба, чие значење не е исто со значењето на зборот камата, како вообичаено го разбираме. Риба е забранетата, бидејќи тежне е да ја вовлече собственоста во раце на мал круг на луѓе и да ја ограничи примената на добродетелта кон другите луѓе. Во случај на заеми кои носат камата, давателот на заем, всушност, тоа го искористува и заработува од потребата и несреќата на другиот. Оние кои јадат камата не се поинакви од оној кого шејтанот со својот допир ќе го избезуми. Тоа е така поради нивното тврдење. Трговија е како камата. Аллах трговијата ја дозволи, а каматата ја забрани. Затоа, на оној што ќе му дојде опомена од Господарот негов и тој отстапи, тогаш она што пред тоа се случило останува негово, а неговата работа е кај Аллах. А оние кои повторно тоа ќе го направат, жители на огнот се, во него долго ќе пребиваат. Аллах ќе ја уништи каматата и ќе ја зголеми садаката. Аллах не го сака никој кој е неблагодарен и е голем грешник.
Сигурно, оние кои веруваат и прават добри дела, намаз извршуваат и зекат даваат, ке имаат награда кај Господарот нивни, тие не ке стравуваат и не ке тагуваат. О, вие кои верувате, плашете се од Аллах и откажете се од она што останало од каматата, ако сте верници. Но ако тоа не го направите, тогаш најавена ви е војна од Аллах и неговиот пратеник, а ако се покаете, вам ви припаѓа главнината од имотот, вака никому не наштетувате и нема да ви се наштети. А ако должник е во тешка состојба, тогаш одложете му ја наплатата, додека состојбата не му се подобри. А за вас ќе биде подобро да му подарите, само да знаете. И плашете се од денот кога на Аллах ќе се вратите, кога секому потполно ќе му биде платено за заработеното, и тие нема да бидат оштетени. Предскажувања. Многу од порано објавените сури во чесниот Куран наведуваат различни феномени како доказ на подкрепа на главните начела и учења на чесниот Куран. Некои од овие ајети го чинат предскажувањето, чие исполнување било присутно како сведок во текот на столетието. Често ова предскажување било со буквално значење, понекогаш тоа е метафорично или пак и двете. Како што веќе е објаснето, самото име на оваа книга е големо предскажување, чие исполнување со векови било присутно како сведок во секое време. Првата објава го предскажала доаѓањето на учењето низ широка употреба на перото. Он ќе состави две мориња и ќе спои едно со друго. Меѓу нив сега е препрека, тие не можат да поминат едно во друго. О, дружино на джинови и луѓе, ако имате моќ да ги преминете границите на небесата и на земјата, преминете ги, но можете да ги преминете само со надмоќен доказ. Затоа, о джинови и луѓе, која благодат на Господарот свој ќе ја одрекнете? На вас ќе фрли огнен пламен и еден вид чад, и нема да можете да се одмаздите. Кога небото ќе се расцепи и го послуша Господарот свој, а ова му е должност, и кога земјата ќе се расшири, и ќе исфрла она што е во неа, и ќе стане празна, и ќе го послуша Господарот свој, а ова и е должност, и кога 10 месеци стелна камила ќе биде напуштена, и кога душите ќе се спојат, и кога лисјата ќе се расшират, и кога кожата на небото ќе биде смачкана, кога земјата со потрес ќе се потресе, и кога земјата ќе ги исфрли тежините своји, и човекот ќе рече, што и е неизе? Тој ден таа своите вести ќе кажува, затоа што Господарот твој неизе и објавува. Тој ден луѓето поединечно ќе излегуваат, за да им бидат покажани нивните дела. Па кој ќе направи и трошка добро, ќе го видат, а кој ќе направи и трошка зло, ќе го видат. А тие тебе те прашуваат за брдата, ти кажи, Господарот мој потполно ќе ги здроби и ќе ги направи гола ледина, и на неа не ќе видиш ни кривина ни пречка. А кога речта ќе стане вистинита, ние за нив едно животно од земјата ќе извадиме, кое ќе ги гризе. На вистина, луѓето не веруваа во нашите знаменија. Одговори, кога очите ќе се закочат и кога месечината ќе се потемни, и сонцето и месечината ќе се соединат. Денес го завршивме 5-тиот дел од книгата Одбрани ајети од чесниот Куран. Еселаму алейкум.